Здраво на сите. Време е за листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени и како и секогаш чекаат да бидат повикани за да влезат во нивните надпреварувачки кабини и да започнат со денешното издание на нашиот квиз. Па да не должам повеќе, прво ќе ги повикам како и секогаш така и денеска домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Тони и Борис. Повелете. Здраво, господа. Здраво. Како сте? Добро. Расположени денеска за игра? Имавме добра партија минатото издание. Да. Да рече, така? Задоволни? Да, скажем за прв пат, добро. Како за прв пат, одлично. Со колку пари си отидов? 150. 150 евра, така. Викам, дали се сеќавате да ја прашам? За денеска, знаете дека имате повторно нов предизвик, односно нови предизвикувачи. Ке треба нив да ги елиминирате ако сакате да стигнете повторно до оваа позиција. Дали вежбавте малце дома? Кој е подобар, нека победи. Така е. Не само подобар и посреќен, ја ви реков. Знаеш, понекогаш и темата треба да се води така. Како што реков и на самиот старт, квиз на знаење и надмудрување, покрај знаењето треба да знаеш и како и да го надмудриш твојот противник. Ако успееш, твое си е. Да не сакате вие нешто да додадете? Па ништо посебно. Тоа е, спремни за игра, за борба. Да. Епа да не ви деконцентрирам повеќе, да не ви го одзимам времето. Домакини, ваше домакинската кабина, повелете. А секако тука во нашето студио, секако што реков, и нивните предизвикувачи, луѓето кои што ќе пробаат да ги симнат од тронот, односно да ги заменат во домакинската кабина. Да ги поздравиме, Перо и Ласте, повелете. Перо, здраво. Здраво. Ласте, здраво. Како сте? Може малце понапред да дојдете тука, да не стоиме на ивицата. Како сте? Одлично. Ајде почнам Перо од тебе на кратко да ни се представиш. Па, младо пензионерче, од Штип доаѓаме со мојот другар. Колку време веќе во пензија ме интересира? Од лани, минатата година, една година и сега така си уживаме, си шетаме. Супер, баш ми е било. Убав е животот во пензија? О, одлично. Кажи се, тоа работа да се оживува. Во мирни води си пливаме, така да нема проблем. Супер, баш ми е драго. Времето како го поминуваш? Одлично, шетање ваму, таму, така, малку енигматика, решувам ваму, таму и така. Така да се одржува малце, кажи, работа на мозокот. Да. Супер, баш ми е било. Ласте? Исто. И ти пензионер? Пензионер од нова година навака. Супер, честитки. Занимавка слободно време. Да си ги поздравам внуците и керките. Голем поздрав од мене. Внука. Богат човек. Богат човек да знаеш. Супер. Сите спортисти. Да, што тренира? Слободно фудбал, борење. И браус? Да. Одлично. Спортска фамилија. Цел тим се, да. Супер, цел тим се, така е. За денеска како сте подготвени? Да. Мислам како сте подготвени. Дали имате трема нешто, тоа ме интересира, дека сепак прв пат сте во нашиот квиз? Прв пат. Да, ама нема ништо. Нема. Супер. Баш ми е драго. Нема сега повеќе да ви го одзимам времето да ве деконцентрирам, ќе си правиме муабети тековно во текот на квизот. Сега ако сте подготвени, да ве пратам во предизвикувачката кабина. Повелете. Благодарам. Фала. Тони и Борис, односно Перо и Ласте се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги проверим истите дали функционираат онака како што треба, за да продолжиме без никакви проблеми. Понатаму за таа цел, прво ќе ве замолам да исклучиме кабината, се извинувам на Тони и Борис. А Перо и Ласте, дали се слушаме? Да. Се слушаме. Во продолжение, ако има некаков технички проблем, дали ви е прегласно, претивко, шушти нешто, прекинува, да ми кажете за да го речиме проблемот веднаш. И мене што ми е многу важно, доколку нешто не ви е јасно или не ме разберете додека го читам објаснувањето, да ме прашате. Немојте да претпоставувате дека така најчесто се прават грешки. Слободно да прашате. Договорено? Договорено. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме вашата кабина. Да провериме кабината на домакините. Како сте домакини? Супер. Добро, се слушаме. Одлично, имате од спротива млади пензионери, вас како да викам стари работници. Така. Не сте стари до толку, сега да не зедам. Ако сме подготвени, ако се е во ред, да започнеме. Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи време е за денешното издание на листа за 300. Како и секогаш така и денеска започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи:
Машки имиња во кои не се содржи буквата Н. Бараме машки имиња од најмалку 5 букви и во кои воопшто ја нема буквата Н. Имињата треба да се содржат во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати, во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Тони и Борис, дали не е јасна темата? Да. Одлично, периласте, дали не е јасна темата? Да. Уште еднаш ќе повторам дека најчесто тука се прави грешката. Барам имиња каде што не се содржи буквата Н како Новак и треба да бидат од најмалку 5 букви, не го заборавајте тоа, за да не направиме грешка. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Перо и Ласте. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Перо и Ласте, кога ќе имате понуда, кажете ни. Ајде 5. Започнуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 17. 17. Ајде 20. Округло 20. 22. 22. 25. 25. 28. 28. Нека одговора. Да одговарат? Ајде да видиме Тони Борис, дали оваа стратегија, тактика ќе се исплати. Перо и Ласте. Бараме машки имиња, како што реков, во кои не се содржи буквата Н и кои треба да бидат од најмалку 5 букви. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. На Б, Борче. Други имиња на Б. Кажи веќе имаш другари Борче. Други? Благој. Благ, да, може. Благој. Можете да почнете да редите еден по еден. Може. И да се размислувате теком. Добро, ајде да почнеме, ајде. Да. Ајде. Борче. Борче. Така е. Благојче. Благојче. Така е. Кажам, Јованче. Именно. не. Јосиф. Јосиф. И Јосиф е точен одговор. Тодор. Тодор. Така е. Дарко. Дарко. Точно. Димче. Димче. Точен одговор. Димитар. Димитар. Така е. Славче. Славче. Славче има доста, точен одговор. Славејко. Славејко. Славејко само 40. Има кај сама доволно за да биде точен одговор, така е. Далибор. 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 Веќе 10 имаме. Аврам. Аврам. Аврам 56 во Македонија, точен одговор. Наско. Не, на време не е сега. Доволно време, добро. Се свјади оризика, добро. Роберт. Роберт. Дарио. Дарио. Дарио, може и Ристе, можете. Роберт. Чекај. Роберт. Да. Само момент, така е точен одговор. Ристе. Ристе.
Точен одговор. Михајло. Михајло. Михајло, точен одговор. Филип. Филип. Точен одговор. Радко. Радко. Радко, дури 700. Не очекував толку големо број искрен. Точен одговор. Радомир. Радомир. Така е. Не знам дали кажавме Роберт. Да. Добро. Радислав. 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 Ајде да видиме, многу ме интересира ако има колку има Радислав. Радислав. 130. Има. Да, доста имал. Вие познавате некој лично Радислав? Да. Да. Точен одговор. Михаил. Михаил. Така е. Михајло. Михајло. Беше Михајло. Беше. Беше. Да. Добро. Ми кажа, и јас се занесов. Дарио. Дарио. Така е. Мирче. Мирче. Така е. Драги. Драги. Така е. Михајло. Мали го кажавме? Михајло, да, кажа. Добро. Миливој. Миливој. Да. Како стоите вие со имиња? Сега, кога тргна, свативте дека има доста, уствари, Ние без мислевме да дека само 5 ограничено е, затоа престанав. Затоа поем најмалку 5 букви. најмалку пет. Најмалку, да, на Тоа некој пат. иначе знаем. Чекайте, ништо не е готово. Ништо. Ќе видиме, да. Ајде. Има уште доста за одговарање, да видим. Ајде. Само момент. 88. Како рековме, Миливој Да. во Македонија. Не очекав да. исто повторно волкава бројка, точен одговор. Имаме уште 4. Ајде Рампе. Тоест, 5 Рампе. Рампе. Леле, со Рампе за малце ќе се лизнете само 7 во Македонија. Ретко име. Да, во Прилеп. Ако не и сите во Прилеп. Да. Така е. Добро. Уште 4 имаме. Ѓорги. Ѓорги. Така е. Љупчо. Љупчо. Така е. Стојан. Не. Може да погачим. Кај во режија ми вика. Столе. Што ли? Жал ме во режија го има регистрирано одма одговорот, многу ми е жал. Минатиот пат не стигна да го регистрираат кога беше оставија, сега веќе беше регистриран и многу ми е жал. Попусти концентрацијата на момент. Да, тоа е. Да, затоа викам пред да одговорите, пред мене да ми го кажете, мене одговорот, консултирајте се меѓусебно, па потоа мене кажете ми го. Пери Ласте, едно дознав од цела ситуација, тоа е дека знаењето е тука, само искуството малце ни фали за да бидат поинакви работите. Но ништо не е готово, како што реков, имаме уште една лицитација. Браво за храброста и браво за знаењето кое што го покажавме. Пак ќе кажам, концентрацијата попушти само заради неискуството. Прво седнување тука и многу фактори влијаат, но тоа не го минува фактот дека Тони и Борис го освоија првиот поен баш онака како што планираа. Иако погрешно има разбрано темата. Ќе искористам повторно оваа ситуација, и за едните и за другите да ви кажам. Немојте да се срамите да ме прашате колку е глупаво, абсурдно да ви изгледа прашањето, слободно прашајте ме. Значи да немате ваква забуна дека малце фалеше поради недоразбирање повторно да го изгубите вие поенот.
Перила сте само ваки во продолжение, храбро, мислам без киксови, само храбро, тоа ми е муабетот. Да прочитам уште некое име кој што може да го кажат, да, и Перо, и Ласте можете да кажете, и Марко можете да кажете, и Борис можете да кажете. Тоа е. И ете ги имињата таман. Тоа е што е, нема вез. Уште некој име да прочитаме, имаме Абдула, потоа Алекса, Амдија, Апостол, па Бајрам Бериша, Блажо, Богоја, Богослав, Борис, Борислав, Велибор, Велија, Виктор, Витомир, Владимир, Владислав, Владица, Гојко, Голуб, Градимир, Груица, Доротеј, Доситеј, Златко, Ивица, Јарослав, Јовица, Јосиф, Јовче, Максим, Марио, Милорад и така натаму. Има многу имиња каде што не се содржи буквата Н и кои што се од најмалку 5 букви. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи: автоознаки на возила на држави од цел свет. Ги бараме кратенките, односно актуелните автоознаки на било која држава од цел свет. Тоа се оние налепници што секое возило мора да ги има за да се знае од која држава доаѓа. Можете да ја кажете само ознаката, но ако ги кажете и ознаката и името на државата, двете мора да се точни. Внимавајте! Понекогаш нема логика во ознаките. Па немојте да рискирате ако не сте сигурни. Ќе дадам еве пример со некој наш град, еве со Струга. Ќе го земам како пример. На сите ни доаѓа нели СТ да биде кратенката и уствари СУ. Така има и кај некои држави. Сега не можам да ви дадам конкретен пример за да не ги откриам нели истите, но бидете внимателни, немојте да измислувате самите ако не сте сигурни. Исто така можам да ви кажам и дека Кина, државата Кина поради специфичните ознаки не е на оваа листа. Намерно не ја ставивме затоа што има и преку 10 ознаки. Тони Борис, дали не е јасна темата? Значи само државите влегуваат. Државите, да. И уште еднаш ќе повторам, доколку ги кажете нели и државата и ознаката, двете мора да се точни. Затоа јас би ви рекол попаметно да играте со ознаката. Само ознаката. Да, само ознаката да кажете без да не рискирате, освен ако не сте нели 100% сигурни дека таа ознака е за таа држава. Перила сте, дали не е јасна темата? Јасно. Да, супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Перо и Ласте. Ке ве замолам повторно да исклучиме кабината на домакините. Перо и Ласте, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Ајде, 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 15. 15. 15. 20. 20. И 2. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Нека одговарате. Да одговараат? Требаше, мислам дека може уште малце похрабро сега да одиграме, но да не зборам и ја пред рака, ќе видиме сега како ќе биде. Во секој случај, Тони Борис, сега е вашето време вие да одговарате, како што рековме, уште еднаш ќе прочитам ве за да нема забуна. Ги бараме кратенките, односно актуелните автоознаки на било која држава од цел свет. Тоа се оние налепници што секое возило мора да ги има за да се знае од која држава доаѓа. Можете да ја кажете само ознаката, но ако ги кажете и ознаката и името на државата, двете мора да се точни. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Може. Може со нашата држава. Секако. НМК. НМК. Така е. Се боревме да задржиме МК, да, ама ништо. ГР. Да шкртнеме. ГР. 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 Така рековме? За Грција. АЛ. АЛ. Нашиот западен сосед Албанија. БГ. БГ. Значи, источен сосед Бугарија. СРБ. СРБ. Така е, нашиот северен сосед Србија. Може не признаат, мислам држава не признаат Обединети нации.
Само момент. Секунда. Да, може. РКС. Да. Има таблица, чим има таблица. РКС. Да. РКС. Косово. Точен одговор. МНЕ. МНЕ. Да, Црна Гора, односно Монтенегро. Точен одговор. СЛО. СЛО. Словенија, така е, точен одговор. СВК. Како? СВК. СВК. Словакија. СВК. Словакија. Тоа е Словачка, така. Словачка СК. Да. Како се? Да. се Словачка СК, нема СВК. Ни една таблица. Словачка СК, Словенија СЛО, Сингапур СГП. Да. А зашо отиде толку далеко? Нели комшиските ги бара? Знаат многу други. Ете, помоште тука концентрација. Ова намерно го правите за гледачите. А, вие сте договоривте со Перу и со Ласте намерно вака да правите за гледачите да им биде интересно. Фала ви. Ки играме пенали сега. Браво и за едните и за другите. Само за ки играме пенали, честитки и за едните и за другите што решивте вака да одиграте. Перу и Ласте се покажа дека сепак стратегијата, тактиката и бројот на надавања се доволни за да го освоите поенот. И знаете што е интересно, што секогаш го искоментирам ова, се случува истово. Понатаму ќе се воздржам од коментари за да не почне да ми се љутат и другите противниците. Така е. Честитки за првиот освен поен во листа за 300. Нека се множат. Тони Борис. Внимателно во продолжение, сега играме пенали, одговараме на поредно едните па другите, значи сконцентрирајте се. Тука, за жал, треба малце повеќе да побрзаме, имаме некои десетина секунди само за размислување, но нека не ви тежи тој, нека не ве мачи. Но, драги гледачи, пред да продолжиме на пенали, да прочитам дел од оние автознаки на држави од целиот свет. Австралија АУС, Австрија А, Аргентина РА, Белгија Б, Белорусија БY, Босна и Херцеговина БИХ, Германија Д, Данска ДК, Египет ЕТ, Ерменија АМ, Израел ИЛ, Индија ИНД, Јамајка ЈА, Јапонија Ј, Канада CDN, Катар Q, Малта М и така натаму. Ги има многу, сеако ги читам сите поред, ќе се заборавиме до утре. Сите што ви интересира можете да ги најдете нели на интернет, на брзинка да изгуглате. А сега, драги гледачи, како што реков, пеналите ќе го одлучат победникот од денешното издание на Листа за 300, односно парот кој што ќе застане тука на главната сцена и ќе се соочи со темата од нашата листа, секако за парична награда. Па да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Лихнида кајче веслаше. Бараме зборови од 3 или повеќе букви, што се содржат во песната Лихнида кајче веслаше во изведба на Евто Пупиновски. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Зборовите од насловот не може да ги употребите. Тони и Борис, дали не е јасна темата? Одлично. Перу и Ласте, дали не е јасна темата? Јасно, да. Супер! Знаете, драги гледачи, дека на пенали први со пеење започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Перо и Ласте. Епа, седнете сега и уживајте во песната која што ќе ни ја запеат. Шала на страна, Перо и Ласте, вие први одговарате кога ќе ви имате првиот збор. Споделете Само го да со нас. кажеме за насловот. Не смееме да го играме. Како беше насловот? Лихнида кајче веслаше. Да, не ги играме. Не се грете, не е погрешно кога кажете, ќе ве поправам само. Ова важи за едните и за другите. Охридско. По-охридското. По-охридското.
Ама чекай, други, така да видим што има посредорез. Тирка ми, песна, пееш, така ли беше? Одете збор по збор, ја би ви рекол, па додека они размислуваат тогаш за полесно да се разговарат. И внимавајте, да, тоа заборев да ви кажам, внимавајте, кабините ви се вклучени и на едните и на другите. Не може најдобро да ве слушнат, Добро. ама може да ве чујат. Затоа внимавајте едните и другите како разговарате меѓусебно. Одиме со првото зборче. Охридското. 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 Охридското, прв точен одговор за Перо и Ласле. Езеро. 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 Така е, точен одговор за Тони и Борис. Така е. Перо Ласле. Песма. После езеро песма. Да. Песна. Така е. Тони Борис. Пееше. Пееше. Така е. Моме. Моме. Така е. Рибари. Рибари. Така е. Стари. Стари. Така е. Другари. Другари. Точен одговор. Кротко. Кротко. Така е. Веслајте. Веслајте. Точен одговор. Кајчето. Кајчето. Така е. Прајте. Прајте. Прајте точен одговор. Бранови, дали беше кажано? Не. Бранови. Така е. Оздола. Оздола. Оздола рековме, така? Абе, Ја помешавте со Билјана Платно. Белеш. Оздола, одат рибари како беше. Налихни да кај че веслаче нема оздола. Да сега ќе ви ја прочитам, Ја да. не знам зашто одиш брзаш како... Да, во право беше кога ти кажат душата да си одмора, можевте да играте со душата или со одмора. Па реков, да. Ке беше поинаков резултатот. Тони Борис, многу ми е жал. Тука ќе завршиме барем за овој краток период нашата дружба, нашето другарување. Секако, бевте супер надпреварувачи, тој самите си го знаете. Едва чекам повторно да се пријавите, се надевам дека сега овој резултат нема да ве поколеба за виднина да не се пријавувате. Баш напротив, очекувам да се гледаме многу почесто сега. Знаете дека не е ништо страшно, имате искуство плюс. Искрено се надевам дека повторно ќе се дружиме и ќе се гледаме. Перо и Ласле, добро излезе на крај работата, честитки, прво учество и ете, се погоди секако што треба. Ги фативте на концентрација, што се вика, на кондиција.
Погрешите, не им беше едноставно денот денеска, за разлика од минатиот пат. и ние тоа е тоа. погрешиме. Така е, на крај сега излегува работите во ваша полза. Тоа е што е, нема љути штука. Перила сте. Едој чекам да видам што ќе направите во продолжение. За кратко ќе ве повикам, но пред да ве повикам да ги прочитаме зборовите од песната Лихнида кајче веслаше. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро. Наспроти нејзе рибари, рибари и стари другари. Рибари, стари другари, кротко веслајте кајчето, да не ми правите бранови, рацете да си одморам. Лихнида кајче веслаше по Охридското езеро, тивко си песна пееше, Билјана платно белеше. Лихнидо, моме лихнидо, ако ти правиме бранови, со весло ќе ги скротиме, со љубов ќе те гледаме. Не сакам да ги скротите, не сакам да ме гледате. Јас сакам мирно езеро, душата да си одморам. Ова се зборовите од песната Лихнида кајче веслаше, за жал оздола го нема зборот, барем во оваа песна. А сега, драги гледачи, да видиме што ќе направат Перо и Ласте во продолжение, кога ќе ги сочиме со темата од нашата листа. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Перо и Ласте ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги сочиме и со темата од нашата листа. Добре ми дојдовте, Перо, Ласте. Добро време. Какво е чувството да сте тука вака? Одлично, Супер, кажи. Како за прв пат, одлично. Супер се покажавте. Не може така и виднина, нели, да тера работата. Сега ќе имате шанси да си освоите убава парична награда, но прво пред да ви ја соопштам темата, да се потсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои ако ги испишеме со точни одговори ќе освоиме и она максимална парична награда. Во меѓувреме, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Прески избегавте малце од регистрациите за да одговарате, оние ознаки на држави. Сега нема бегање, за пари ќе мора повторно да одговараме на тема поврзана со автомобилите. Не се кирете, убава е темата. Затоа слушајте добри вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема држави најголеми производители на автомобили. Бараме држави од цел свет кои се најголемите производители на автомобили и лесни транспортни возила кои во 2024 година произвеле повеќе од половина милион возила. Внимавајте, некои големи земји како Австралија воопшто не произведуваат автомобили, а некои како Шведска се преориентирани кон тешки товарни возила. Па и двете не се на оваа листа. Една мала помош од нас, еве. Ја мислам дека со малце логично размислување, логика, дека можеме да стигнеме барем, нели, да земеме некој денар. Затоа кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. На почетокот немаме загарантирана парична сума која што треба да браните или чувате, нели. Да не погрешите, ја би рекол слободно да си почнете. Може малку консултација? Секако. Прво е Германија, Италија. Италија, Велика Британија, Франција исто. Чекај, прво 3. 3 ви треба, да. За до 50 евра, па после мислете така паметно, да не ги заборавиме после. Со кој започнуваме? Германија. Со Германија. Така е, точен одговор. Италија. Италија. Неколку познати светски автомобилски марки излегуваат и од Германија и од Италија, посебно што се возат на европскиот пазар. Точен одговор. И нека биде Франција. И Франција. Исто така и доста француски возили кај нас се возат. Така е, точен одговор и честитки за првите освоени 50 евра. Сега, дали одиме на 100 евра? Одиме, супер. Ке пробам. Сега, Велика. Геа биде. Чекај, остава Британија. Шпанија. Можете погласно слободно да се зборувате, да. Не мора да се... САД и Тојота. И Јужна Кореја и Јапонија, да. Значи Јапонија, САД и кој рече Јапонија, САД и... Така, прошетете ни светот малце, не мора европски да... Јапонија, САД. Јапонија и Тојота. Да. Јапонија, Соединените држави и Велика Британија. И Велика. Да. Може. Добро, со кој ќе започнеме да видите? Соединените американски држави. Соединетите американски држави или САД Да, САД. се наоѓаат на второто место како најголеми производители на автомобили во светот.
Така е, точен одговор. Четврти веќе за Пери Ласте. Потоа Британија. Британија, Велика Британија или Обединетото кралство. Да. Така е, уште еден точен одговор. Ајде, нека За биде вас Јапонија. и Јапонија. Јапонија се наоѓа на третото место на оваа листа на најголеми производители на автомобили. Веднаш за сад и шести точен одговор за 100 евра. Ајде, честитки. Е сега, што правиме за понатаму? Размислете, веќе имаме убава парична награда, да не изгубиме, видете. Уште И слободно гласно зборувајте, полесно ќе ви биде. Добро, Шпанија речено. Шпанија. А, Турција не знам дали има. Турција. Слабо. Не, Турција не знам дали има. Имаме. Јужна Кореја обавешно. Добро. Јужна Кореја речено, а Шпанија и тука другите кои се речено Шведска не е тако паѓа. А кои други? Ја скандинавските со Нема. Овие другите нема таму. Само Јужна Кореја и Кина не знам дали има. Кина сега дали има. за сега тука го правиш шпанците. Сејата Шпанија и Бица на Шпанија, Јужна Кореја Да, Шпанија, Јужна Кореја и Ајде, уште еден. и Бразил. не, Бразил, не, Бразил, не. А Шпанија, Јужна Кореја, Убаво мислите, ајде. Јужна Кореја и сега Кина не знам дали има сега. Кина. Набава на многу возила, ќе видиме. Пас, ако земе во предвид колку произведуваат во последно време и дека целата индустрија натаму насочена светска, ја мислам дека Јужна Кореја, Кина Јужна Кореја, Кина и Шпанија. и Шпанија. Може. со кој почнуваме? Ајде со Шпанија. Со Шпанија. Шпанија, седми точен одговор за Пери Ласте. Ајде Јужна Кореја. Јужна Кореја. Така и Јужна Кореја се наоѓа исто така нова листа. Осми точен одговор, кој ќе биде третиот? дебитот за 150 евра? Кина за 150. Кина за 150 евра. Кина, иначе во 2024 е најголемиот производител на автомобили во светот. Немам точна бројка колку автомобили продале, но во секој случај се први на оваа листа пред Соединетите Американски држави и Јапонија. Честитки за освоените 150 евра. Сега што Благодарим. правиме за понатаму? Ај, уште мала консултација. Вачи, нема проблем. Значи, Русија исто сега, Русија. Добро. Ама другите со автомобили, не знам, Канада, колку Канада нема. Нема, разбираш, Канада, нема, Канада, не знам дали го посла, нема. Нема, за тоа да видим, ќе ја кажам, Шпанија, Франција, Италија, авија малите држави, нема Швајцарија. Турците. Турците не знам дали имат некои возила, не знам. Русија. Има тофашот, нели? Ама не знам се колку продале, нели? Да. Значи има Турција, значи Турција, Русија Турција и чека да видам која беше третата земја. Тука доле. Швајцарија нема. Не. Мажарска. Не, Маđarska nema. Тука нашата околина нема никој. Грција нема тоа, нема. Австрија нема. Грците нема. Нема, Чешка нема тие. Маđarska нема. Шведска. Ајде, Шкода од кај беше? Овој Па Чешка е сега, Чешка, да. Чешка. Добро. Ајде, Не. Чешка. Ајде. А? Ајде. Значи рековме Чешка, Турција и кој трето беше? Русија. И Русија, да. Одиме, со кој прв? Ајде да видиме. Ајде. Кој ќе биде Нека прв? биде Русија. Русија. Да. Сега не знам кои им седнели нови марки, Да, иначе да. ги има Лада, Москвич. Кој беше уште едната, не ви тек тоа, што ете очигледно што веќе не ја знам. Но во секој случај се наоѓа на оваа листа како едни од најголеми производители на возила. Без разлика што Марко не ги познава марките нивни. Точен одговор, Ајде, нека биде Турција. Турција. И Турција е една од најаките економии нели во Европа. Развиени на секое поле. Шкода. Исто така се наоѓаат на оваа листа. И третиот? Чешка. И трето Чешка. Грешно. Се Грешно. И Чешка, 12-ти точен одговор, 200 евра за Пери Ласте. До сега, Сосема, браво. што правиме Солидно. за понатаму?
Тука застануваме. За првиот пат стол. За прв пат дигаме рачна да не се лакомиме, да не ги изгубиме и овие. Сосема солидно. Ако е тогаш така работата, честитки за освоените 200 евра во листа за 300. На моје огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Ќе имате повторна шанса да освоите парична награда. Се надам дека ќе искористите. А сега јас ќе ги прочитам оние 25 на најголеми производители држави, најголеми производители на автомобили. Први 5 на оваа листа се Кина, Соединетите Американски држави, Јапонија, Индија и Мексико. Потоа не е редоследот ваков, но по азбучак, што се вика Аргентина, Бразил, Германија, Индија, се извинувам, Германија, Индонезија, Иран, Италија, Јужна Африканска република, Јужна Кореја, Канада, Мароко, Обединето кралство, Полска, Романија, Русија, Словачка, Тајланд, Турција, Франција, Чешка и Шпанија. Индија не е, погрешив кога кажав Индија, мислам да не ме сватите погрешно. Тоа се оние 25 држави најголеми производители на автомобили. Нас повторно не гледам. Многу ми е жал. Ласте, Перо, честитки за освоените 200 евра, како што реков, се гледаме во следното издание на нашиот квиз. Драги гледачи, со ова доаѓаме до самиот крај. Секако останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!